Пошто сега веќе почнав да снимам, морам уште еднаш да ве прашам, дали има некој против да се снима ова или сите сте согласни? Ако сте сите согласни, ќе продолжам со снимање. Затоа ми треба да биде снимено. Значи со сите е окей, добро. Ако има некој против, сега треба да каже. Чисто официјално. Да биде. Чекаме Драган уште или да не чекаме? Пошто мислам дека сите сме тука тие што треба. Бојан не доаѓа? Бојан може да дојде, а може и да не дојде. Се уште веројатно патува кон Мавро или може покасно да ни се приклучи. 50, значи. Да. Океј, ја ќе ширувам тука нешто, се надевам дека ви ова го гледате. PowerPoint на презентација. Не знам, дали ја гледате? За кратко, јас го изгубив интернетот, ама се надевам дека се е окей. Кажете ми, дали ја гледате оваа презентација? Да. Океј, добро. Морам да ви кажам дека не можеме да гледаме видеа на Zoom, бидејќи тешко иде. Сецкаати нема да можеме баш да ги анализираме и така натаму. Ова е истата таа агенда, тука сум ја ставил за обнова на лиценција, ама истата агенда е и за она што е почетно ниво за учител 1. Ова е демек среда сега денеска, ние ќе ги имаме истата програма, значи 3 лика ќе бидат основни, бочно лизгање, косо лизгање и основен завој. Инаку 4 основни лика имаме, кои што многу години наназад се и на семинарите кои што ги правиме и тука и во странство, на овие први 3 лика што се денеска, плюс е брзиот завој. Тој брз завој е на пострамен терен, може без везе да е брз завој, тој е краток завој, он е послаломски, кај што се совладуваат поголеми стрмнини. Најпрво да ги представам членовите. Добро. Имам кратко, ќе се навратам, морам уште еден кандидат кој што не добил линк на мејл, само кратко да му го препратам. Друго вака, мислам дека се знаеме мање више сите, имате некои прашања пред да почнеме, нешто што може да... Ја би сакала да прашам во врска со тој крајниот дел што е практичен или дел, јас зборев со Вук, мислам во однос на тоа дека ски центрите нема да работат оваа година, имате ли идеја како тоа би се извело, имате ли сознание никој? Не знаеме како ќе биде со центриве. Тоа што гледам сега Јахорина и Босна отвараат. И Копалник 7 декември што? Копалник 7 декември, така да гледаме некоја опција да видиме. Копалник, Брезовица, некаде туку во околина. А и со нашиве не е најасно дека нема да работат, мислам пак е отворено прашање, така да. За тоа ќе разговараме и покасно. Мене исто ми идејата дека има опција и имаме некој малечко монтажно скиливче кое што ќе биде доста тешко да се инсталира на долниот дел од двоседот. И доколку е затворен ски центарот и доколку се согласувате нормално со сите почитување на препораки и ние вака и така носиме маски и така сме заштитени доста на отворено дистанца. Можеме и таква некоја панкерска варијанта да искомбинираме, но тоа ќе зависи се од тоа како кидат работите. Не можеме, се менуваат од ден во ден и ова беше единствената опција за нешто да стартаме. По мене овдека ова што ќе го правиме е супер можност, затоа што може да си ќе ви биде испратена и скрипта, ќе ви бидат испратени овие презентации, изворите од
од кои што се собрани овие, нели, скриншотови и така натаму, и ќе имам можност да се размислува на целиот процес на учење сноуборд. За кратко ќе ми извините, само морам да го побарам Филип, зашто не се поврзува, имам уште еден кандидат. Када академски може 15 минути да касниме, мада ние више пусно. Ќе видиме како ќе биде со центри, така да ќе... Копоник не е лошо. Компори го гледавме као опција, ама проблем е што не може да се направи за еден ден. И ако веќе вклучува спиење и така натаму, тоа е малку потрики. Ала? Таму е низерно. Да, најлеговче. Ајде. И Копоник и гужва, може да биде и малку трики со работа, така да. Да. Добро, као смислите така? Океј, добре дојде и за Филип. Браво. Здраво. Браво, Филип. Браво. Филип Петревски беше на еден семинар, нешто лани или преклани, не ми текне више која правевме со некои професори од Словенија. Океј, уште нешто, дали имам дозвола да ве додадам сите во една група кај што ќе ви испратам презентацијава, кај што ќе ви испратам линковите, каде што ќе комуницираме за други активности и така натаму. Тоа ќе биде една група кај што се и останатите 11 души кои што беа во понеделникот присутни на семинарот. Дали е во ред со сите? Да. Океј, супер. Покасно, со тоа што јас немам броеви од сите и ќе ве замолам. Го гледате Јован доле, Јован Арсовски. Од некој од вас имам броеви, но да му го испратите бројот на телефон кој што сакате да биде додаден. Но ви има овдека чет, нели? Или можете... Апликацијата ја да ја носите. Нека запише, може не сум ставил броја, не знам. Добро, ако не ви е проблем, ја би сакал, еве го бројот на Јоване тука на оваа презентација. Може да му пратите само едно пораче со име и презиме. Можете и нашите броеви да ги запишете за да ги имате. Еве лично јас Горјан немам твој телефон, може да пишете, еве ги тука се и на презентацијава ќе си стојат. Тоа е тоа од технички аспект. Неколку сега зборови за дечкиве што денеска ќе ја да се представам, има и некои што не ме знаат. Значи, јас сум Кирил Насков. Првата лиценца ја имам стекнато во 2000 година во Словенија. И од таму наваму скоро секоја година имаме обнова на лиценци, апгрейди и така натаму. Во моментов сум вработен во Скијачка федерација како технички секретар, и водам една екипа за сноуборд која што се надпреварува во фристайл и по капи, значи алпски сноубординг, слалом, велеслалом. Тоа е накратко, не знам, имам 2 ќерки, оженет више 20 години, така да тоа е долга километража, така да имајте увид. Сега ако нели не сум баш смирен и така натаму, тоа се многу километри нервоза зад себе. И уште плюс негде околу 4 до 5000 деца имаме научено да бордаат, што е сериозно висока бројка деца возрастни и така натаму. Исто со ниво 4 е Драган Симеоновски. Драган Симоновски е еден од тројцата што возеле светски куп. Некои го знаат, некои не го знаат. Долго години од почетокот во Полар, од основањето. Првите школи за деца сме ги направиле во 98 година. И од тогаш натаму функционираме на некакво ниво. Бојан Андонов не ни е се уште приклучен. Бојан е најтазе бил на некаков физ камп за тренери кој што се одржа во Ландград во Холандија.
кога ќе дојде ќе го представиме поише. Јован Арсовски има ниво 2 од минатата година во Словенија, кое што е навистина захтевно и доста високо ниво. Присутен е во Полар, има активност со деца и така натаму. Последното. Ево го Јовче. И така, инаку сега морам да ви кажам уште некој увод малце за МАИС. Значи, асоциацијава председател е професорот Јован Јовановски, тој е во пензија професор. Повеќе е како почесен член, главните работи Вуксановиќ Вук, значи ги води, он е генерален секретар. Инаку МАИС е членка на една од трите светски асоциации, значи полноправна членка е на ИВСС. Трите членки кои што се дел од Интерски. Интерски е најголемата организација за ски инструктори, а во другите две, во Интерски, значи другата е ИСИА и ИФСИ, поднесени се кандидатури. Јас и Дејан Блажевски поднесовме минатата година во Пампорово на конгресот кој што се одржува на 4 години. И во моментов сме кандидати, што значи дека очекуваме дека овие лиценци со кои што вие би се стекнале нормално доколку успешно го завршите овој курс да бидат меѓународно признати. Тоа значи дека ќе може секаде во светот да одите и да работите. Интересно е дека еве нашава лиценца имаме кандидат еден што е од Грција во моментов со нас и дека може ете ги признаваат во Грција, во некои други земји исто така се признати. Велко минатата сезона работеше во Јапонија и така натаму. Значи има опции кои што ги нуди ова. Меѓутоа не е тоа толку важно, битно е дека ние сметаме дека знаење секако можеме да споделиме во оваа област. Тоа го правиме, еве јас лично веќе неколку години на Жабљак го држам курсот за сноуборд учители, кај што издаваме ИСИА лиценци со црногорска маркица и стварно доаѓаат луѓе од Италија, од Србија, од Црна Гора, секаде од регионов имаме Хрвати и така натаму. Инаку МАИС, значи Македонската асоциација на инструктори за снежни спортови, е дел исто така и од Скијачка федерација, како полноправна членка е примена во 2009 година. Од минатата година е влезена во статусот како тело кое што се грижи за обучување на ски и сноуборд инструктори. Се уште немаме нордиско скијање, можеби тоа понатаму ќе го вметнеме. Сега малце да идеме за оваа агенда на семинаров наш што ќе биде онлайн, а се надеваме дека ќе имаме и на снег. Значи, како што кажав, почетни 4 лика за понапредните варијанти се карвинг, скокови, возење боксови и така натаму. Значи тоа се елементи од фристайл. И за тие си има некои процедури низ кои како треба да се почне, како да се спроведат. Можам да ве кажам дека во однос на медицинскиот дел, значи во однос на медицинскиот дел, повреди на снег и така натаму, имаме некои предавања од докторките кои што се вклучени во спасителната служба во Маврово и можеби ќе се вклучиме, јас сметам дека е окей, тоа не е задолжително, но мислам дека е многу битно и добро да се вклучиме сите на тоа предавање кое што ќе биде заедно со скијачите. Ние сега некако сме си ги поделиле овие ликови. Тука за представување ја би почнал одма, не знам, ако некој сака околу структурава или нешто друго да ме праша, нека слободно нека праша. Исто така стварно мислам дека е добро да бидеме уклучени и видео и микрофон, нема никаков проблем. Само да знаете, микрофоните ги собираат сите звуци од домашната атмосфера, така да тоа е недостатокот, да речеме, што не сме заедно, ама па има предност затоа што сме одвоени за моментална ковид ситуација. Ако сакате било кое време прекинете, прашајте, додадете некое ваше искуство, сакам да биде послободно. Мислам, тешко е на Zoom и на оваква комуникација да имаме спонтана атмосфера, ама тоа и од вас зависи, може да се обидете да дадете придонес за тоа.
Океј. Добро. Драган, кажи ми, сакаш ти да идеш со бочно лизгање, сакаш јас, како сакаш? Не бе, Бојан. јас ќе земам, ќе направам малце увод околу тоа што и како е пред да се тргне со ликовите, како се поделени ликовите и понатаму ќе тераме едно по едно. Ако е окей со сите, ако нема прашање околу овој дел. Чекај само ја уште нешто да додадам, заборев, минатата сесија траеше 2 часа. Нормално не се вознемирувајте, може и да се исклучите ако ви е премногу. Ќе биде снимено, па ако сакате погледнете го после и ова и претходното со некоја мала пауза. Ако сте окей, можеме и да тераме да видиме како ќе оди, па тоа не е толку фиксно време дека ќе трае 2 сати. Океј, повели Драган. Добро. Се надевам дека ме слушате сите. У принцип, оно што јас ќе го зборувам денеска е еден од ликовите, односно првиот од ликовите со кој што се среќаваме при подучување на сноуборд. Ја ќе те прекинам, извини, што е, например, сега, пошто сум како слушател, прошлиот пат јас ова го објаснав, што е лик? Значи, што представува лик? Ќе дојдам и до тоа, полека. Добро. Полека, млад и неискусен си уште, полека. У принцип, како и секое подучување и сноубордот кога се учи, има некаква иницијална поделба на работите, кои се изучуваат една по една, навидум се неповрзани буквално ликови, кои што кога се учат некако не даваат јасна слика за тоа што и како се прави, но веќе кај основен завој се гледа целата поента на одделните вежби. Овие одделни вежби по некоја методологија ги нарекуваме ликови во сноубордот. Има 4. Во моментов ќе го објасним овој првиот бочно лизгање или на македонско не знам, странично лизгање. малку е тешко со преводот на поимите, ама ако некој не ме разбира, слободно кажете ми, ќе го објасниме. Во принцип, пред да се почне со било какво подучување на снег, треба самиот инструктор односно кандидат за инструктор да биде свесен за сите работи што се случуваат околу него, да има тотална контрола на работите кои што се во неговата непосредна околина и точно да знае зошто прави нешто и до што ќе го доведе тоа во наредниот период. Сите овие работи треба јасно да бидат искомуницирани со кандидатите, со учениците или како да ги нарекуваме. И што повеќе зборуваме, тоа полесно ќе биде за сите да ги прифатат и да ги научат во некоја рака. Би почнал малце со припремата, со некои основни работи, ќе поминам само кратко низ нив, чисто да знаете, малку е тешко да се објаснат тие со зборови, бидејќи треба да се доживее тој момент на снег и да се баш онака да се помине целата обука. Или у принцип можеме да ги поделиме на неколку делови. Првиот дел е самата припрема, односно припремата на опремата, припремата на теренот на кој што би требало да изведуваме настава, основни поими при комуникацијата со клиентите и некои основни вежби кои би се правеле на рамен на безбеден терен. Во однос на припремата, првата работа што која се сеќаваме е изборот на даска, односно на сноуборд. Мислам дека имате некој искуство. Отприлике нема точно правило. Некаде би требало да биде изборот на даската да биде помеѓу раменици и нос или помеѓу брада и нос. Зависи од која до која литература ќе прочитате. Ама во принцип тука некаде се движи таа граница и опремата секогаш треба да биде соодветна на кандидатот кој што ја користи. Тоа значи дека за помали деца баш ќе биде трики да се најде соодветна опрема која што ќе биде баш точно за нивните пропорции, но секогаш се прави некоја мала отстапка во тоа, се со цел да биде
прво да биде забавно и второ да биде безбедно самото учење. Кога веќе сме одбрале опремата на кандидатот, односно ученикот, мораме да му објасниме што и како, од што се состои таа опрема, како се користи, како се закопчуваат, како се откопчуваат везовите и јасно да ги обозначиме оние термини кои што ќе ги користиме. Преден кант, заден кант, преден вез, заден вез, врв на даската, опаш на даската и така натаму. Што значи предна рака, што значи рамо, што значи глава, како е погледот кога е преку даската, како е поглед кога е низ падината и така натаму. Тоа се термини кои што полесно ги објасниме, што да речам, што полесно ги прифатиме и знаеме што значат, многу ќе ни користат понатаму за подучувањето. Што ќе го презентираме овој кога сме сигурни дека самиот ученик веќе го разбира и нема проблем со овие термини. Поминуваме на делот кој што се изведува на рамнина, односно на терен без нагиб, во кој што се увезбуваат основни работи, како што спомнав, закопчување и откопчување на бордот, носење на бордот, како се обезбедува правилно кога не се користи, како се закопчува едниот, како се закопчува другиот вез, кога се закопчува, кога се откопчува и така натаму. Исто така е многу битно да се обезбедат и оние основни поими околу застанувањето, значи каде се застанува на теренот, каде не се застанува дефинитивно. Знаете, секогаш се застанува на страната, односно на падината, близу до статични објекти кои што се видливи. Никогаш не се застанува под падина, некаде каде што некој може да налете и некој може да ве повреди. Кога сме сигурни дека учениците го совладале тоа, поминуваме на основните вежби. Првата работа што треба да ги научите е како да паднат и како да станат. Генерално правило, например, кај паѓањето, би требало јасно да се искомуницира дека се што се прави, многу помалку има импакт доколку е на поголема површина. Тоа е чиста физика и тоа е основното правило што би требало да го знаат при ова паѓање и станување. Така, например, јасно треба да се назначи дека секое паѓање треба да биде на што поголема површина, кога е нанапред на подлактиците од двете раце и на бутовите на предниот дел на квадрицепсот, кога е наназад на грбот и на задникот, но никогаш не треба да се паѓа од високо, што се вика, ама секогаш треба да целиме да снижиме позицијата на телото пред да паднеме. Сега да, ова е во некои моменти кога се гледа, односно делот кога добива ученикот на заврзување, гледа дека падне. Во некои изненадни паѓања тоа не може да го избегнеме и тогаш настануваат најголем број од повредите. Кога ова отприлike го совладаме, поминуваме на основниот став или основната положба во сноубордингот, која што треба јасно да се искомуницира со клиентот, односно со ученикот, за да знае што очекуваме од него и како очекуваме да се постави на сноубордот кога ќе почнеме со учењето. Го гледате на сликата, сега не знам колку го гледате на кире екранот. Значи ова е една слика за правилна положба на телото. Прво, знаете, се што правите, телото ја следи главата. Значи, ако главата гледа надолу, телото ќе оди надолу. Ако главата гледа на страна, и телото ќе оди на страна, ќе гледа да ја следи некако. Затоа во овој основна положба, погледот е секогаш пред себе во хоризонтот, односно низ падината кога сме на падина. Со тоа овозможуваме да сме свесни за околината околу нас, да гледаме некои објекти, дали се тоа скијачи или котви или не знам, лавини и така натаму кои што може да најдат. А од друга страна сме и безбедни во однос на движењето на даската, на управувањето на даската. Значи рацете се благо свиткани, отклонети од телото, односно покажуваат кон врвот и кон опашката на даската, како што гледате. Значи пак тоа треба да биде некоја природна состојба, не треба премногу да се
отклонуваат. Разни методи има за да се постигне оваа состојба. Понекаде претеруваме, значи ги тераме дури да ги држат исправени во те положба, за да после кога ќе се олавуваат, маци им дојдат на средина некаде рацете. Ама тоа зависи од апликација до апликација. Значи, луѓето стално ќе терат да зафатат некоја своја положба што им одговара. Ние треба малце да претеруваме кога покажуваме, за да се најдеме нека на средина кој што е некој оптимум во моментов. Ако ги прашате студентите, односно учениците, тие секогаш некако би ги движиле природно рацете споени до телото, затоа што така чувствуваат дека се најбезбедни, но напротив, вака е центарот на масата е малце отклонет од самото тело и ученикот има поголема стабилност. Многу битна работа што ќе ја видите понатака е положбата на колковите. Пак повторно, пак е поврзано со чиста физика. Значи, моментот кога центарот на масата, односно точката на каде што е концентрирана масата, ќе се најде надвор од површината на даската, многу веројатно е дека ќе дојде до пад, освен во случај кога имаме брзина која што знаеме да ја контролираме и која што можеме да ја употребиме во наша корист. Таму се изначуваат центрифугални центрипетално и самиот ученик оди по зададената траекторија. Дали има некои прашања во однос на оваа положба? Нема? Добро. Океј, на претходната слика ќе вратиме малце ако сакаш. Е така, ова е од страна гледано, значи истата положба. Кај што гледате дека основната работа е да биде грбот прав, колената да бидат благо подвиткани, односно свиткани, и колковите повторно да бидат над даската, односно центарот на равнотежата да биде над даската. Со тоа се овозможува оптимална позиција на телото во секој од ликовите кои што се изведуваат понатаму. Првата вежба со која што се, ова е една грешка која што најчесто се случува. Еве ќе видиме неколку од нив. Значи, на претходната слика, мислам тен се гледа дека центарот на масата, односно таму каде што е концентрирана масата, врати ја киле претходната. Ова? Да, центарот на масата е надвор од сноубордот и телото по некој автоматизам бега напред. Со тоа гледате се добива прекршена позиција, колената се исправаат и многу е веројатно дека ќе дојде до пад. Што е поголема брзината, падот е потежок и некако е неминовен кога ќе почнеме да се движиме. Еве обратната позиција кога сме на прсти, значи самата масата е концентрирана некаде околу половината на телото. Значи околу струкот, таму е најтешкиот дел од телото и тој дел фактички го контролира движењето на целото торсо. Рацете, гледате овде се поприлично погрешно поставени, значи имаме ротација према лево, односно преку врвот на даската, така да ова е уште една слика како не би требало да изгледа еден сноубордер. Ке почнеме полека со ликовите. Значи со првиот лик е бочното лизгање. Што е целта на овој лик? Тоа е првиот лик со кој што се среќаваме при подучување на сноуборд. Целта е да почнат учениците да се лизгаат низ падината. Што значи да се лизгаат? Таму се уште немаме, значи кога сме во оваа фаза, се уште немаме идеја што значи предна нога, задна нога, што значи предно рамо, задно рамо, каде е погледот и така натаму. Се што знаат учениците застанат во основен став и да ви ги слушаат вашите наредби за понатаму. Кога ќе треба да го изведуваме овој лик, многу е битно да избереме терен кој што одговара на ликот. Тука се предпочитаат терени кои што се
некоја среден нагиб, значи да не се престрмни, а да не се и преблаги. Зошто? Ако се престрмни, тогаш е преголема брзината која што би можела да се добие, постои опасност од пад. Ако се преблаги, пак имаме можност да самото лизгање не е доволно течно, односно немаме константна брзина која што ја посакуваме во овој лик и да доживееме фрустрација кај учениците и да некако часот биде, односно самата вежба биде неуспешна. Ширината на теренот треба да биде соодветна. Отприлике сега сите сте ги виделе нашиве терени. Некоја најблиску до идеална кај нас позиција е на жолтиот скилиф на Маврово, кој што е поприлично широк, ограничен од двете страни со скилифти, значи точно може да се ориентирате каде сте, дури во време на магла и така натаму, значи не може да залутате далеку заедно со учениците. И од друга страна, самата конфигурација на теренот е соодветно избрана за ова косо лизгање. Кај косото лизгање треба да разликуваме два дела. Тоа е лизгање на пети и лизгање на прсти. Значи, се уште не разгледаме понатамошни термини, а се уште воведуваме еден по еден термин, за да може полесно да не разберат учениците. Најчесто, освен во некои екстремни случаи, се започнува со лизгање на пети. Зошто? Затоа што во оваа позиција ученикот ја гледа пред себе падината, може да ја контролира околината колку толку во овој момент, но во секој случај е многу посвесен од обратната позиција и некако поприродно им доаѓа на луѓето за застанување на сноуборд. Имајте само во предвид дека ова е првата позиција со која се среќаваат учениците при подучување за возење сноуборд и дека е поприлично пресудна во самиот процес на учењето. Значи, ако тука ви се појави момент на страф и момент на нелагодност, тогаш понатаму ќе имате проблем со целото подучување. Така да внимавајте на изборот на терен, изборот на временски услови, кои што исто така многу влијаат на самата обука, и изборот на оној наратив што го користите при подучувањето. Снегот не го споменав, поготово во овие почетни делови треба да се избегнува заледен снег, односно лед, и места кои што имаат премалку снег. Од објективни причини, понекогаш што се случува на нашите скијалишта да немаме доволно снег или да имаме лед, сепак се продолжува со активности и доаѓа до повреда несакана, би рекол. Тоа може да се избегне, часот може секогаш да се одложи доколку условите не се во вистински размери, да речем, во однос на квалитетот на снегот. Застанавме на лизгање на пети. Значи, самиот лик започнува со фокусирање на кон падината. Значи, погледот е насочен во хоризонтот пред него, низ падината го гледа ученикот. Се започнува во седечки став, даската се приближува кон градите, со едната рака се придржува самиот борд и му помагаме на ученикот да стане. Штом ќе стане, веќе почнуваме со самата изведба на вежбата, односно целиме да постигнеме константно движење надолу, низ падината, во еден умерен ритам. Што значи умерен ритам? Целта ни е да дојдеме до момент кога даската клизи со константна брзина и немаме потреси на самиот ученик. Значи, тој не се бори за да остане на даската. Многу помага правилниот став, односно правилната положба на телото во овој момент и самиот осет на даската, што и како, каде притиска, и една работа што е круцијална во овој дел е вашата комуникација со самиот ученик. Што му кажувате, како му кажувате,
на што го фокусирате во моментов, што треба да пази, што треба да не се замара и така натаму. Кира, ако одиш надолу по сликите, мислам дека имаме ова се грешките. У принцип, може да вратиш назад една слика. Да. Ова е позицијата која што имаме. Значи, како што реков, сме во основен став. Лизгаме по пети. Значи, тежината е подеднако распределена на двете нозе. Благо е према петите. Даската почнува да отклизува надоле. Многу е битно да немаме лизгање по рамникот, односно по кантот на даската, него целата површина да лизга одеднаш. Се создава еден карактеристичен звук на крцкање на снегот кога е во вистинската положба и според тоа многу лесно можете да го идентификувате вистинскиот момент кога ученикот го прави добро ликот. И самиот тој ќе го види тоа и ќе го познае моментот кога е во правилна положба. Трагата што се остава позади треба да биде идеално континуална бела линија, значи израмната, измазната падница, која што е јасно видлива позади ученикот и тоа е некоја, да речем, добар момент за мотивација на ученикот, значи што и каква трага треба да остави позади себе. Вежбата, значи откако ќе се усоврши, се завршува со зголемување на притисокот на двете нозе, односно чушнување надолу. Еве сликата, значи со спуштање на центарот на маса кон даската. Даската сама забавува и штом ќе се спуштиме долу, таа застанува поради притисокот што го правиме на снегот. Вежби кои што може ова е, да речем, едниот дел кога лизгаме на пети, аналогно на ова имаме и лизгање на прсти. Тоа е малце трики момент. Зошто? Затоа што самиот ученик е свртен со грбот према падината, односно треба да лизга на условно речено со стомакот свртен кон падината, а целото движење му е наназад. Значи позади себе треба цело време да се гледа. Исто така е многу битно секогаш да се фрла контролен поглед на падината, да се знае точно каде се движи, да се знае дали доаѓа некој објект од страната што може да го повреди или да го успори и да точно биде во секој момент свесен за својата позиција на скијалиштето. Кажав, во оваа позиција, значи при лизгање на прсти, уште поизразен е тој страх и таа да речем некомфортност во овој дел, токму поради самата позиција на телото и самата позиција на падината под вас. Инаку начинот на изведба е истиот, значи се почнува од сетечка позиција, односно позиција на колено. Овде, за разлика, полесно се од другата страна полесно се станува, значи самиот ученик се исправа према назад, застанува и почнува да отклизува назад. Тежината е рамномерно распределена на двете нозе. Погледот, освен контролниот поглед на страна и позади, треба да биде константно во хоризонтот над падината, фактички према горе, никако во даската и никако напред према даската, бидејќи тоа значително би го променило токот на изведување на вежбата. Штом ќе се комплетира саканата дистанца, повторно имаме спуштање на тежиштето на телото кон даската. Даската почнува да врши зголемен притисок на снегот и самиот ученик веќе почнува да запира. Еве јасно се гледа на овие слики. Значи ова што би значило спуштање на позицијата на телото. Значи колковите одат надолу, но како што гледате се над даската цело време. Значи центарот на масата е цело време на даската. Со тоа се задржува безбедноста, колената одат напред, како што покажува Кира на сликата, рацете се повторно благо отклонети од телото.
За да го постигнеме ова, имаме усвоено неколку вежби, односно 2 вежби се најчесто што ги користиме. Едната е возење во парови. Не е битно дали се двајца ученици кои што се помагаат меѓусебно или се најчесто во пракса е ученикот со инструкторот, но тоа е нешто што дава некој вид на сигурност на учениците. Многу полесно се одлучуваат да тргнат, многу полесно ги се овладуваат овие први чекори во учењето. Во двете насоки, значи и на прсти и на пети, зависи само позицијата на инструкторот, дали е над или под ученикот, така да дава поприлично добри резултати. Понатаму може да се користат, како што реков, и лизгање во парови, каде што двајца ученици се држат за раце, се придржуваат и лизгаат заедно низ падината. Во тој случај треба да биде јасно дека едниот ќе биде фактички на пети, другиот ќе биде на прсти. Најчести грешки што се јавуваат, дали имате некои прашања прво до овде да ве прашам? Ја имам прашање до Неда. Дали е тука? Да, тука сум. Например, ако имаш 5 деца и си сама на жолтиот ски лифт и треба да почнат да отклизаваат бочно, како ќе го направиш тоа? Па прво ќе покажам јас, а потоа ќе го пуштам секој еден по еден, а јас ќе ги гледам. Додека го пушташ едни од другите, што ќе прават? Ќе го гледаат тој и потоа заедно ќе ги соберам и ќе им кажам каде им биле грешките и така секој ќе учи од секој бидејќи го гледал и ќе му знае која му е грешката. Добро, за да се подобри ефикасноста, тоа е едно од опциите. Ја према не да вака сум строг, пошто сме блиски, не се кирете, него и она е вклучена во процесот веќе некое време. Дали некој има идеја или може и не да, нешто од ова како да примениме, додека едниот додека покажуваш ти, додека едниот прави, ова е практичен момент, да малце да се расониме, некако да ве вклучиме и вас. Значи, дали има некоја идеја што тоа е многу чекање, тоа е многу дугачко, што може да се направи за да се подобри динамиката, значи да не чекаат толку, пошто нели ќе седнат сите на снег, на снег со сноуборд се седи и у принцип не е пријатно, се мократ панталони и така натаму. И кај ќе седат, како ќе седат? Па вовче да им направиш. Например, еден по еден да идат? Да. Добро, а да идат побрзо. И тоа сме го правеле, да, тоа е сосема окей. Некако другачие? Сега нешто Драган што спомна, некој друг да има идеја? Ајде, Ана, unmute ни се, браво. Двајца по двајца додат у парови и да се спуштаат надале кон инструкторот. Ако се 5, еден ќе да се инструктор. Е практично, се ова е супер идеја и нова циљав, ама како ќе ги поделиш, така? Нема врска, 6. Повеќе со некој. Ама мене ми е нелогично тоа некој што прв пат застанува на сноуборд за да се држи за раце, двајца еден со друг, мислам дека не може. Браво. Не може да застанат, камоли да се држат едни за други, мислам дека. Види, Како може? Чекај, како може? Извини, Драган, што ќе те прекинам. Како може да се реши тоа? Ова што го кажува Елена. Па може еден ќе иде на петија, другиот ќе иде на прсти и така еден со друг паралелно ќе се држат. А да речеме нешто малце побезбедно? Што би било? Пак да се упарови? Ана почна нешто да кажа. Еден без даска, веројатно. Па така најболje. Да, па ќе сидат малце пешки едниот, па малце пешки другиот. Тоа е супер решение и функционира. Верувајте ми, кога излезете на терен и ние имаме една пракса, значи за ниво 2, во целата процедура се бара да имате одреден број на сати, точно не ми текна колку на крај решивме, работа со инструктор кој што е минимум ниво 3, значи да бидете под надзор, за да може да пристапите кон да бидете инструктор ниво 2. Тоа е некој, да речеме, западни земји сигурно лесно ќе се примени, кај нас малце е подива лига, меѓутоа зашто е ова битно? Затоа што овие цаки некој, сега што ги разговараме, на терен мора да се решаваат. И сега вие да дојдете сами да терате 6 деца одеднаш или 7, така кога што викаме ние дека е максимум што може еден ученик, па на едното му се измислиле на очарите, па друго му се мочкало, па
веруете ми дека е сериозно одговорна работа и дека треба малце вежба за и во такви ситуации да се снаоѓате. И тоа е све супер кога е добро времето, ама кога има магла, па ќе ви се изгуби не едно, па тоа е одговорност и така натаму. Да ги завршиме прво, имам уште само грешките и вежбите. Може, ама дека јас малце интермец улетав за да расониме малце. Мислам, не да почна да хрчи, затоа беше приказката, јас слушам. Тога сум се слушам. Не бе, тоа дека си затната ради коронава, знам, нема веќе. Добро. Значи имам уште кратко само за однос на грешките кои што се јавуваат. Пред се, една работа што често се случува е неконтролирана брзина при пуштање надолу. Тоа е една од најчестите грешки што се случува. Причината за тоа е нерамнотежата на даската, односно притисок на едната или на другата нога. Кога ќе се направи тоа, даската почнува да лизга на едната или на другата страна и тоа е некако верижно надолу. Лесно се коригира со враќање во основен став. Значи, двете нозе да имаат подеднаков притиск на даската и телото да биде над даската, рацете благо отклонети. Ги спомнав преска тежиштето на центарот на масата. Доколку Кира на една од сликите мислам дека го имаше, доколку тежиштето се најде надвор од даската, најчесто доаѓа до пад. И ова е поготово изразено на моментот кога лизгаме на пети, затоа што многу лесно учениците паѓаат наназад, значи немаат доволно грип. Пак истата е контролата, односно враќање на телото над даската. И третата работа што најчесто ја грешат луѓето е погледот. Значи по некој инстинкт погледот се фиксира надолу во даската меѓу нозете и самото тоа прави телото да има некоја неприродна положба. Значи прекршување во половината, а главата е свртена надолу. Немаме никаква контрола на движењето и немаме свесност за околината околу нас. Може да понекогаш доколку и погледот е свртен на страна, да дојде до сукање на телото, односно да дојде до увртување на телото во половината, односно да се завртат према едната или на другата страна, со што даската добива несакана насока. Штом ќе се совладаат овој лик, понатаму се почнува со вежби за некаква да речем сигурност при изведувањето на ликот, односно самите ученици да ја контролираат брзината со станување нагоре и со притискање повеќе на бордот, навалување напред и назад, со тоа што цело време, односно према врвот, према носот и према опашката на даската, со тоа што даската цело време треба да има константна брзина во движењето надолу. Елкички, ако ги знаете оние што прават, значи на едната страна, па на другата страна, па на едната, па на другата, како елкичките се симнуваат надоле. И едно од побитните работи е ненаденото сопирање. Значи моментот да сами бидат свесни за колку време може да застанат во случај на нужда. Значи на даден знак би требало скроз да го спуштат центарот на масата, односно да клекнат надолу и да успеат да ја сопрат даската за минимално растојание. Значи тоа се некои од вежбите што се користат за овие ликови. Значи штом ќе се совлада ова, веќе имаме основа за некакво понатамошно учење, но мислам дека ова е од најтешките ликови, токму поради моментот дека за прв пат се сеќаваат фактички со возење на сноуборд на одреден терен и со поимите во однос на комуникацијата. Даска, кант, рака, нога и така натаму, така да бидете внимателни при изведба на оваа вежба. Тоа е од мене. Супер, Драган. Дали имате некои прашања, нешто, коментар? Ја имам еден коментар и прашање во исто време. Например, повеќето од вас тука, мислам дека ако не учеле за пари, учеле некои пријатели, другари и така натаму,
може би имале некој друг приод и така сами си смислеле некои вежби. Ама еве имате осети, да речем колку време би требало овој или колку временски, така нели сега кажуваме, така се става брашно, квасец, ова она на 250 степени, па колку се пече ова, на пример. Овој лик колку треба да се пече, колку време? 7 дена така. Зависи. И Од кој да ти детето плаќа? зависи од многу работа. Чекај. Горијан кажа 7 дена и треба некој да ти плаќа 7 дена за да го учиш ова само. Добро бато. Убаво ќе го одереш. Мислам, мене ми се свиѓа од финансиски аспект, ама него нема да му се свиѓа. Пошто он ќе те плаќа и може да те плати еднаш, па втор пат, не знам дали ќе се деси тоа или на другари да те препорача. Каже, бегај овој 7 дена, ја само на жутиот чучни стани правев отклизавање. Например, ја не се слагам баш многу ова дека етички, вака финансиски е добра, али мислам дека е некоја друга мерка, знаеш. Мислам дека тука ќе ти изгори ученикот ако го печеш 7 дена на ова. Мислам дека треба да е релативно кратко. Дека не е дека е малце сигурен. Сега тоа ја би споделил сега дека тука е трикот, да знаете. Ако успеете да го мотивирате, ако е некој твој тактичен, појма немам, некој на овие предавања може да запишува, води белешки, некој може да не да игра игрица некоја на телефон, појма немам, ја разменив 2-3 телефона, не го слушав многу драга, ни се тоа има разлика исто и кај учениците. Значи, ако е некој студиозен и му успеете да го мотивирате да ова подугачко време го вежба, додека не го вежба убаво, тој понатаму ќе има многу подобра техника. Доколку брза, доколку он се спушта, али, например, кукот му лета напред, мислам дека ќе биде малце по-проблематично после да го оправите. Тоа е тоа што треба да го знаете како учители. Ако ги изградите темелите добро, после тој може да биде многу добар бордер надпреварувач. Не само тоа, него и за него убаво да си вози, да иде да напредува трикови да прави и така натаму. Значи најбитно е да успеете ова вака да го држите, да биде супер. Ако почне ова одма да прекинете, по мене. Значи оваа позиција која направи, а вака 90% почињаат да отклизаваат, ова се смеат некои пошто веројатно се препозна или препознаа некои своји блиски другари. Ако видите дека ова се дешава, ова е одбрзање. Значи овој се отцепа тука, он вози брзо, али ова не личи на ништо реално. Ке ги изгледате видеата, се многу интересни, ќе ви ги испратам после ова кога ќе заврши. По мене мерката со која што треба да имате во ум е дека ако сте 1 на 1, нормално тоа зависи, цената е поевтина кога ќе водите група од 7 души, кога ќе бидете 1 на 1 учител, кога ќе добиете лиценца, за да ја оправдате лиценцата, за да го оправдате целиот процес на наша обука за 3 дена. Каков и да е, колку и да е избежбан, колку да е слаб, дебел, физичка подготвеност и не, он мора сите стази да ги спушта мавро. Значи сите, не мора да врти по стаза, али може да безбедно да се спушти косо отклизавање, бочно отклизавање. Не мора да врти на стаза, разбирате? Али за 3 дена, онда ние викаме, ако за 3 дена ја не те научам тебе, ја ти ги враќам сите пари. Тоа имајте го на ум. Тоа е правата мерка за колку време треба да се пече. А тука ако успееш да го измотивираш, да го наместиш убаво, некого можеш да го наместиш од прва. Јас сум имал, например, на скијање на вода, дете прв пат тап, туп, го ставиш, шива од прва. Ретки се тие случаи. Ама и до шоферот е за на вода. Да, ама има такви. Сакам да кажам дека мерката треба да биде ваша и треба да биде реална. Ако има некој можност да го мотивира тоа да сака да биде темелен, нели, запишува на предавањата, сака убаво учи, супер. Еден пример, Дејан Пановски. Значи, он беше многу добар скијач. Потреби 3 дена за да научи борд и кажа, нема шанси да брзам. Значи, нема шанси, сакам све темелно. Верувајте, за 3 дена, поставеност идеална, перфектна напред. Он водеше карвинг па више вториот ден почна карвинг. Ама, тоа е ептен екстремен случај. Да. Океј. Да, имаше уште еден дечко кире аикидо, Мартин, не знам дали се сеќаваше што тренираше, кој што беше страшно физички спремен. И он за пола ден успеа да ги помине сите вежби малтене со основен завој и заврши на вртење без проблем последен ден.
И греото е тој 7 дена да иде бочно отклизавање, разбирате? Затоа 7 мора да дена се кога- сенс. Мислам, убаво е. Мислам, фино ќе профитира инструкторот, али не е тоа баш етично. Али у принцип тоа е одлука на инструкторот да каже кога клиентот е спремен за следниот лик. Добро. Прва работа треба да биде безбедно за да се оди понатаму и втора работа треба самиот да чувствува дека е спремен да оди понатаму. Ако Така. гледате дека некој е поплаштив, ако гледате дека некој е порезервиран, одете полека. Ако некој е по џамбас, нема проблем. Ана Стојановска, џамбас. Дечки, дали може веќе 1 час сме да направиме кратка пауза од 5 минути, да идете вода да си пиете, да се размрдате малце, за да можеме со подобро внимание да го слушнеме Јован за косо отклизавање. Дали сте согласни? Може. Можеме. Дајте мјут, изгасете ви. Па и јас сам себе си се мютнав на пола реченица, али нема везе. Одморете малце.
Океј, ако сме тука полека, можеме да си дискутираме. Кока-кола е тоа. Зеро. Демек нема шеќер и така. Добро, нешто сакам само да споделам, не знам дали сте спремни да идеме, рековме 5 минути, а не сме прецизни точно минута. Нешто сакам само да ви споменам дека формата, например, на полагањето би била да вие треба да ги покажете овие ликови, значи вие самите да ги изведете и додека ги изведувате, треба многу пластично, многу изразено да ги правите сите работи. Например, еден лик си има еден тек. Например, од кога ќе ви даде испитната комисија знак дека треба да почнете, чисто се ви кажувам да го визуализираме таман малце време додека не старт на Јован. Кога ќе ви даде испитната комисија дека може да тргнете, вие седите на крајот на едната патека, треба да станете, да погледнете позади вас, горе дали некој се спушта пред вас, лево, десно, да го покажете тоа дека вие гледате, дека вие сте зрел инструктор кој што внимава на тоа. Со тоа се покажува свесност. Потоа да се старта вежбата, во самиот тек исто така да се погледне лево, десно и така натаму. Доколку иде некој према вас, вие треба да застанете. Че не смееме да дозволиме инструктор да предизвика судар на стаза. И затоа, мислам, тоа е словенечка школа, ако сега ние нема толку да ја тераме, меѓутоа по словенечки стандарди, а словенечката е една од трите од најдобри во свет покрај канадската и новозеландската. Ако инструктор се судри на испит, нема шанси, паѓа директ. Значи, не може да се судриш. Значи, не може. Ти треба да предвидиш се и да се спуштиш безбедно. Значи, тргнуваш, ја правиш вежбата и исклучително видливо ги правиш сите работи и застанувањето, кочењето, спуштање доле. Значи, не, ти ќе застанеш и стоечки. Не, треба да се спуштиш максимум во колена. Да застанеш, да се сопре даската, па после да седнеш. Не, има случаи, се спушта и не ни закочил и буб си седне на гас. Не, нема, тоа не. А ќе те боли газата, не? Да, плюс тоа. Меѓутоа, тоа е знак дека вие не контролирате, пошто според некои стандарди, контролата на брзината и контролата на ситуацијата се најбитни, инструкторот ги има у себе и тие да им ги пренесе на учениците. Тоа е разликата зашто би учеле со инструктор. За да бидете побезбедни, побрзо да научите и по квалитетна техника да добиете. Тоа се предностите што они ве плаќаат. Тоа сакав да ви споделам. Па еве сега Јовче, the floor is yours. Добро вечер на сите, јас сум Јован и денеска ќе збориме за косо лизгање. Драган беше за бочно, терминиве се малце така косо и бочно. Косо е баш така во диагонала, замислете си го, значи диагонално движење, косо лизгање. Во главно Драган ги кажа голем дел од работите што важат исто и за косото лизгање, али како за почеток за цел ќе земеме дека на косото лизгање целта е да ја придвижиме даската во посакуваната насока, а во овој случај е тоа значи под некоја диагонално движење, да речеме. На сликата гледате, да речеме, еден инструктор како ја покажува вежбата, рацете негови стојат исправени над даската, но тоа не секогаш е коректно, значи не мора да значи дека е грешно, за почетници помага, не викам не, но Јас малце ќе се убацам, се извини што ти влегувам у збор, значи тоа е, да речеме, ние следиме словенечката школа, пошто нели они се далеку пред нас во овие работи. Тоа беше допред некоја година и тој сега тоа го променија. Значи рацете исто може да бидат како што се насликава, значи отворени и се во правецот. Едната рака е на врвот на даската, другата е на задниот дел од даската. Не знам, се надевам дека ги гледате овие работи што ви го покажувам со маусот. Меѓутоа, исто така, доколку рацете стојат вака и отклизувате косо, така, ова би било некое
некоја позиција за косо отклизување, е сосема во ред. Овдека, при оваа, имаат подобра представа учениците, значи накаде се движат раката покажува правецот на движењето и погледот покажува. Меѓутоа на испит и на ова може и едното и другото да пројде, да знаете, вие одлучете како ќе го терате. Извини, Јован, продолжи. Во ред, ќе се навратам јас дека пред се овој завој, пред да се ова косо лизгање започнува со бочно лизгање, значи за да се настави кон следната вежба, ученикот треба да има совладано конкретно бочно лизгање. Значи почетокот на оваа вежба започнува со бочно лизгање, започнува најпрвен со поглед нагоре, да видиме дали сме во ред ситуација, дали сме спремни да тргнеме, затоа што безбедноста е на прво ниво. Откога ќе утврдиме дека теренот е чист, ученикот, односно инструкторот тргнува, ја покажува вежбата, тргнува со бочно лизгање, потоа придува во косо. Моментот кога се придува во косо лизгање, на оваа слика може да заприметите дека нозете, ставот на бордерот, неговото тежиште е 2/3 на неговата десна нога, односно на ногата, на предната нога во насока во која што се движи. Во случајов се движи негово десно, наше лево. Пред се за оваа вежба да биде коректно извршена е многу битно лизгањето да биде континуирано, значи не да има сецкање па и на снегот да се гледа дека не пролизгава убаво даската, туку таа се сецка, да не речем како турбуленција, нели? Значи се бара една смут момент во лизгањето да се покаже дека имаме целосно контрола врз ситуацијата и дека точно знаеме што правиме. Ја ставаме, значи, тежината 2/3 на предната нога и даската започнува да се движи во насоката каде што сме ставиле тежината. Зашто? Затоа што тоа е тука веќе чиста физика. Нормално тежиште на едната страна се завртува даската и тргнува кон падината. Во овој случај најчести грешки се превише ставена тежина на предната нога и тогаш веќе се спушта, доаѓа во форма даската да као шпиц надале вака по падината и тука почнуваат проблемите, бидејќи се плашат нормално кандидатите, почетници се бегаат на задна нога, уште толку забрзуваат даската и паѓаат. Значи да не дојде до таков проблем, има некои вежби кои може да се спроведат пред да започнеме со оваа вежба. Значи на кандидатот може да се дадат 2 топки снег, да ги држи во двете раце и како келнер, како ајнцер, да ги одржава да не му паѓаат, а при тоа да прави вежбата. А исто така и да не гледа во топките снег, туку неговиот поглед е директно право кон падината надоле или во насоката во која што се движи. Со оваа вежба ќе му се помогне, значи, на кандидатот да добие некаков поголем осет и полесно да се справи со ситуацијата. Избор на терен, можам да кажам дека оваа вежба, како што кажи Драган, доколку го знаете Маврово центарот, жолтиот терен, скилифт, значи пред се би требало да е широк терен, да е благо стрмен, средно да речеме, не оној дел, вториот дел од жолтиот, туку тој првиот дел, маце што е со поголем нагиб, значи маце пострмно, не да биде тоа ептен рамно, затоа што тука настануваат и други проблеми, како контракант и слично, и недоволна брзина. Најчести грешки при оваа вежба, реков дека доколку премногу се притисне на во случајов на сликава на прсти, но тоа може да биде, нели, и со право со нашиот поглед према падината додеме, да се случи доколку премногу притиснеме на прсти или пети, во даден момент
наместо нашата даска да отклизува, ќе почне да карва. Значи карвинг ќе остава една линија по која што ќе се движи, а по самото тоа може да утврдиме дека вежбата ја правиме грешно. Добар показател е тоа што кога изведуваме вежбата правилно е тоа што самиот снег ни кажува, доколку го видиме дека како да кажам, како ратрак да пошол пред него, е грешно бидејќи е сецкано, значи се бара нешто смут движење каде што нема тресење, да кажам, каде што се гледа убаво дека инструкторот има стабилност и контрола врз даската. Што можам друго да кажам? Еве, јас ќе те надополнам дека за време на косото лизгање, како што гледате, значи мора да биде главата напред, да гледа во правецот на движење, меѓутоа на момент треба да погледне горе, затоа што во овој момент, кога глизгаме косо и на почеток особено, не знаеме добро да контролираме брзина, со многу голема опасност некој да не шибне спусташото згоре скијач, сега, нели? Сега тоа го кажав малце повулгарно, ама тоа е тоа. Исто така, секогаш е многу битно и од вас ке бараме, значи убаво да се покаже. Ова е позицијата кога сте исправени, во оваа позиција се одлизнува косо. Секој завршеток на вежбата бараме да биде во ваков чучањ, во најправилен чучај, да знаете. Затоа што вие мора тоа да го покажете. Инаку, со секој лик, пошто јас ќе продолжам сега со основен завој, за секој лик има неколку основни методички правила како тој се спроведува. Прво, му објаснувате усно на ученикот што ќе правите, значи со сите детали. Сега нормално, тоа треба да биде адаптирано. Ако се некои мали деца, они не може да го сватат овој говор, кој што, не знам, е академски, е многу стручен и така натаму, треба да измислите некои ваши варијанти. Па тоа е и да е, не знам, посади го цвекенцето кога сакаш да се спуштиш, не знам, дигни се горе како штрк. Ќе си измислите сами. Сега немаме толку време за тие работи. Значи, пет основни како би да го исклучам Виберов дека зборам да не ми титка. Не знам тоа дали ќе знам. Не сум изгледа. Океј. Небитно, Бојан ни се најавува дека ќе се уклучи, ќе се вратам ја на мојата презентација. Значи, прво се објаснува усно. Потоа, инструкторот го демонстрира ликот. Значи, тоа вие сами се пуштате и од почеток до крај го покажувате. Може да извадите даската, да се вратите назад. Потоа, му асистирате. Значи, заедно со вас, дали сте вие доволно способен инструктор да го правите тоа со даска, дали теренот ви овозможува, не знам, може бе боли коленото од дента, па не можете, дали една нога внатре во вес, дали со двете, дали пешки, вие му асистирате, сами ќе изберете како, но мора да му асистирате на ученикот. Значи, тоа со него полека косо, ајде сега повеќе тежината на предна нога, изротирај се во правецот на движењето, раката, погледот да покажуваат. И потоа пробува тој сам, кога ќе осетите дека е зрел и дека е во безбедна ситуација. Од кога ќе го испроба сам, но мора да вежба нешто, нели, да му даете нека вежба, ајде чучни стани, додека отклизува косо, можете му даете 5 пати да иде горе-доле. Зашто е тоа битно? Затоа што после во одреден момент од учењето, нели, треба да се иде горе-доле, да се дига, да се спушта. И така натаму. Тоа се неколку фази кои што и ќе ги имате покасно во едно од предавањата, меѓутоа тоа е основата, секој лик мора така да тече. Океј. Дали некој нешто сака да праша да додаде за ова, пошто ќе се пребациме одма на основен завој? Убаво кажа Јован дека најчестата грешка е да они тргнуваат да закарвуваат. Кога ќе тргне да закарвува, тогаш тотално немаат никаква контрола, затоа што не се спремни за ова. Даската треба траверзно, некако движење да дава постојано. Исто некоја вежба може да му кажете од косо отклизање, да чучне да закочи брзо, затоа што е битно исто да знае како да закочи доколку некој иде во негова линија од озгоре. Исто кога лизга со грбот вака во оваа позиција, значи ова косо отклизавање, кога позади него се побрзите скијачи или бордери, е опасно. Значи тука треба преку рамо да се отвори поглед и да се гледа позади дали
некој иде. Тоа ние ќе го бараме од вас на самиот испит, додека отклизавате, например, ќе проидеме или пола жути или цел жути ќе го проидеме. Неколку пати ќе мора, без разлика дали има некој или не, инструкторот да покаже дека гледа и дека е безбеден. Еве го и Бојан се уклучува. И таман на време, Бојан, ќе мора и да се unmute-неш, затоа што the floor is yours. Значи, стигнавме до основен завој. Основен завој е првиот момент кој што во дозата на печење, јас ви предлагам сите ученици првиот ден да направат вртење. Било какво, значи, дали е тоа при крај на ден, малце со ваша асистенција со раце или било како, пошто првиот осмех, првото задоволство од бордањето е кога однодневниот кант ќе се префрли на другиот и ќе осети, јас имам способност да се движам на него, да управувам ова чудо даска што се вика или сноуборд. Океј. Дали си Бојан тука, дали се слушаме, дали ќе продолжиш или да си почнам јас со основен завој? Океј, веројатно има некој проблем, ќе терам јас. И така стигнавме до моментот кога ќе се решиме основен завој. За мене најбољи терен за основен завој, жутиот, верувајте дека е идеално место за учење боредери и повратност, меѓутоа жутиот особено. Има една блага стрмнина кон оној скилив женска радост или детска радост, како и да се вика со кругче. Тоа треба да бидете свесни да го избегнувате. Значи, ако косо лизгати натаму везане се, после тешко се вадат, па стигаат наред на жутиот. Има ли некој идеја како с почетник треба качите на скијање? Баш би сакал некој да сподели тоа, ве молам. Како е да го качите на скилив, пошто тој некако дел го скокнавме, искрено ви кажам и со претходната група го скокнав. Ако е дете ускут или у раце, возрастен, ќе има плачење. Јас сум пробувала да ја завртам ногата, ако не ми е соодветна и да ги качам, ама тешко оди, најчесто ги праќам со скијач. На свич. Да. Добар инструктор и тоа го прави, да знаете. Се вежба, меѓутоа, не само на тоа, не мислев на тоа, сакав да ве прашам каква е постапката, што да му објасниш прво, што да му кажеш, како да предвежба. Веројатно ако се качува на скилив да стиска на предна нога и не знам дали има друг начин освен да се проба. Има ја еден добар трик сум научил од некои други луѓе. Доколку постои некое сидро кое што е скинато на жутиот, многу често има такви доле у редот. Тоа е супер момент да вие го припремите на страна, значи на рамен терен, го зимаш сидрото што е искинато, верувајте многу значи, затоа што ако тргнете пренагло да го качувате, ќе има паѓање. Значи го зимате сидрото и се наместувате вие, ако не знам, ако еве јас сум со лева напред, десно имам ученик кој што е со десна напред, пошто веќе на скилифт едно-две пуштања ќе направите, да речеме пешки, меѓутоа после треба да користи скилифт. И тоа е исто многу голема мотивациона нели препрека, ако он се качи на скилифт па раскаже па сега на скилифт идем со борд, тоа е стварно големо достигнување ако го направите уште првиот ден. Нормално ако е добар снегот терајте, ако е заледен гадно се паѓа на скилифт, да знаете, внимателни мора да бидете многу. Значи сидрото, го ставате прво кај него, меѓу нозе, така ќе му кажете и на тој таму што е вработен, пошто секоја година се менјаат тие и нив мора да ги обучувате. Значи да му кажете да јас сум инструктор, ќе ви кажам прво ќе го ставите кај него, ќе го замолите ако не да стави една пета, една нога за да не му иде даската на назад. Ќе го ставите вие тест сидрото прво кај него, па после ќе оставите кај себе си. Со едната рака го држите сидрото, со другата можете да го придржувате човекот. Битно е да му кажете, секогаш се оди со една нога, врзана во вес, битно е да му кажете да стои убаво исправено на двете нозе, нити да оди натаму, нити да оди натаму, значи централно поставена позиција. Меѓутоа, овдека има уште еден трик за при првото повлекување, ако скилифтот е нагоре. Телото треба да биде во оваа малце позиција, као на скијање на вода, значи малце назад, затоа што кога ќе ве повлече скилифтот, ако сте напред, дуп ќе паднете на нос.
Значи малце во почетниот момент кога првиот трзај ќе го имате од скилифт, треба да биде малце навален наназад ученикот и вие заедно со него. Тоа пробајте го прво со сидро, па после пробајте на скилифт. И така натаму. После ако сакаат сами, ќе ги извадите вие везовите, малце ќе потрчкате у првите 2-3 метри и тоа е добар учител. Ако сте доволно добар, ако сте доволно коректен и внимателен, ќе имате многу муштери, многу деца, ама и чувството кога некого ќе го научите и он е задоволен е стварно побитно од било што друго, и од пари и од многу деца. За мене барем било така. Океј, идеме со... Само морам да пречитам, извинете секунда, нешто Бојан има проблем некоја со конекција. Океј, нема врска, не може да се поврати. Не е ни битно. Океј, ќе истерам јас, па ќе го упознаете Бојан некој од следните овакво. Океј, како што кажавме, долниот дел на жутиот е идеално место ова да се направи. Дури и лесно се хајка, така да јас почитувам неколку завои тука да се направат, додека не добие некоја фин осет, па после може со скилифт горе, па горе идете бочно отклизавање, косо отклизавање, повежбува малце, кога ќе стигнете на рамниот дел, пошто знаете, жутиот има горниот дел е малце пострамен, а вториот дел од скилифтот, баш негде на пола скилифт е супер благ. И тој е одличен за основен завој. Нормално која е истапкан убаво, која не е истапкан не можете тука. Идеме со основниот завој прво е косо лизгање. Значи, мада сите ние ликови сакаме да го имаат целиот текст и понекогаш сме досадни ги бараме. Значи, дури и за основен завој ќе мора да прво бочно, па косо, па завојот. За да се покажат сите фази. Значи, многу е битно фазата од пребацувањето од бочно да ја покажете во косо отклизавање, како се префрлува тежината, како се врти телото, како се усмерува даската. Треба да се движите со некоја минимална брзина, да во еден момент од лизгањето, кога ќе почнете да сакате да вртите, тежината нагло се пребацува на предната нога. Значи, ова е тоа нагло пребацување на предната нога. Не знам дали гледате сите. Тоа е тоа. Океј, ништо, Бојан ми пише. Задната нога е скоро исправена целата во овој момент. Да, тоа значи дека 90% од тежината ќе се пребаци на 90% до предната нога. Извинете ве, молам. Ај размислете што ќе се случи следно кога ќе пребаците тежина на следна нога. Морам да му пишам, океј, не пишу и више. Дали некој знае, има идеја што се случува? Еве, идеме вака косо, така? Ви покажав. Значи, идеме вака косо и решаваме да вртиме. И так тежината на предна нога. Што следува од тука? Дај некој, ајде. Ајде, Ана, ајде. Ајде, дајте предност, не знам, некој. Кој може? Ејч не те слушавме, Владимир, така натаму, некој, Боријан. Што би се случило? Ке ви даваме еден хинт. Тоа е како една, чекај Филип, извини секунда. Сакам малце да потикнеме, да збориме, малце да размислуваме, да бидеме малце поживи. Знаеш, многу едноставно да слушаш, а ми е страв ке заспиете, ние сме скроз монотони. Ке ви дам еден хинт. Тоа е како една кеса, да ставите камен. Кога ќе фрлите кесата, ќе паѓа камен од прво надоле. Вака. Разбирате? Океј. Ајде повели Филип, што ќе се деси? Ќе сврти само право надоле ќе биде. Да, затоа што ќе добие као форма на шестер, значи тежиштето ви е на предната нога и како што кажав со каменот, значи пошто целата тежина е таму, таа прво трга напред, тогаш даската се усмерува према удолницата. Сега, за да ја усмерите, нормално може да помогнете малце и со поглед и со рака и така започнува движењето надоле. Во овој момент даската добива брзина. И треба да ги убедите да не се плашат од таа брзина, туку да ја
средат на следниот начин, со поглед на страна. Ова да речеме сме на жутиот, замислете, погледот треба да им дадете некој пример објект, некој кој што би можеле да го видат. Тоа е да речеме некој од стубовите таму, прв, втор, трет, зависи кај се наоѓате, стубовите на женската радост, на тоа малото скиливче со котурче. Значи кога ќе дојдеш во оваа позиција, погледот го вртиш на десна страна и даската ќе го следи целиот поглед, се вртат со погледот рацете, рамењата, колковите и така натаму. Кога ќе се сврти даската, следи чучнување. Значи, чучнување, клекнување и кочење. Ова е контролата на брзината и ова е основата на сноубордингот. Да знаете, контролата на брзината се постигнува со кочување на крајот на завојот. И потоа се исправате и продолжувате во косо лизгање во другиот правец. Вака, преку слайдови изгледа доста едноставно. Ние исто ќе бараме од вас сите овие фази убаво да ги покажете, убаво да ги презентирате и усмено и практично. Значи, косо лизгање, од тоа косо лизгање. Ова за да го направите, значи треба целосно тежината да ја префрлите. Ако ја префрлите 60% нема да биде видливо за ученикот. Значи мора многу сериозно да се натежне и верувајте ми, како идат годините и како го повторувате ова, така се подобри и подобри станувате, како и во готвење и во сите други работи. Значи, истата работа, Анчи, ти си ја слушнала милиарда пати и верувам дека следниот пат кога ќе имаш ученик да го направи ова, ќе бидеш свесна, пошто ова ќе ти биде автоматизиран процес и ти ќе можеш и себе си да се приметиш и он што прави многу добро да уочиш. Значи, ќе бараме од вас да се примети, значи да се примети, сите ќе бидете снимани. Значи да се примети како се поставува, па да се примети даската како трга надолу, па да се примети ротација, како вие ќе изротирате со рацете и со главата, рамењата, колковите целосно да сврти даската и најмногу од се како ќе го укочите завојот. Ова е завршувањето со клекнување доле. Нормално, тука ќе исконтролирате брзина, не смее да застанете, значи треба само да ја намалите, пошто таа даската ќе добие брзина кога ќе тргнете надоле. И потоа со минимална брзина, како на претходниот слайд, кога лизгате во другата насока, така да лизгате во другата насока. Со истата брзина. Тоа е тоа. Сега, ова е предната страна, ова виткање е многу битно, значи ако некој оди надоле, треба да иде вака надоле, значи свиткан во коленици, грбот да биде прав, евентуално во некоја косина која што тежиштето на човеков е тука некаде, во оваа оска, која што е во средина на даска. Тоа ви го покажувам. Најчести грешки, не знам, еве, кога пробал некој да заврти, дали некој има идеја да каже. Ајде да барам од вас. После ќе ги ротирам слайдовите. Барам интеракција, please. При основен завој, кога ќе дојдат еве во оваа позиција, еве му кажуваш, ќе вртиме сега, ајде. И сега, тргнува даската. И што најчесто се случува овдека? Контракант или на глава, па или на гс. Да, контракант. Да, тоа е исходот. А што е причината за тоа да се случи? Значи, тоа е последицата, разбирате? Контракантот е последица. Што ќе се случи за тоа да се случи? Што претходи на тоа? Што он направил за да пие контракант? Вратил тежината назад. Да. Најчеста е дека ја вратил назад. Значи, првата грешка во ова, која што нормално ние ќе ви спрашуваме, ви ќе имате и теоретски дел. Значи, првата, најчестата е враќање на тежината назад. Дали знае некој зошто се случува назад? Мислам дека тоа е некој одбранбен механизам на телото, прва реакција, као вака за да закочиш и да Дефенс, да, тоа е дефанзивна положба, луѓето сакаат да се вратат назад затоа што се плашат од тоа. Значи тоа е одбранбеното, сега моментот како да ги внесете вие, да ги ослободите е инструкторска цака. И многу ми е драго затоа што ние минатата година на предавањата многу малце зборевме за малите тајни на големите мајстори. Значи предавањата беа со по 100 луѓе во училна кај што немаше шанси вака да се овие зачините за убаво да го научите некој. Немавме можност да ви ги вака
пластично доловиме. Сега и се снима и ќе можете и да си ги чуете, ќе ги имате во книга, ќе можете да си ги видите. Значи така сметам дека стварно имате шанса, затоа е добар семинаров на Zoom да научите многу. Првата грешка, значи првата е дефанзивна положба, враќање на тежиштето назад на ова. Ова е последицата, значи не мора да е само контракант, може да е вакво завлекување, тоа е оваа положба, сте ја виделе сите. Нели? Тоа е овој момент. И не е само контракант, например, од овдека се случува да го завлече во центар на завојот. Тоа би изгледало вака. Пардон, кај сум се. Ми кидна тој слайд, негде го имав. Значи, кога ќе го завлече во центарот на завојот, тој иде наназад, како многу јак карвинг да направи, и паѓа на страна, на грб, на било што. Втората грешка што е? Некоја, дали има некоја идеја? Забораваат кај треба да гледаат и да покажуваат со рацете. Да, тоа може да. Тоа да. Мислам, ја што сум бил проблем. Да. Затоа е убаво многу јасни команди да им дадете. Значи, многу јасни команди да им дадете. Нели, во првиот дел одите, не знам, према жолтиот скилифт, така, према тој ступ, према третиот ступ. Го гледаш оној ступ? Ја ќе ти собратам, не знам, Ана. Ана, значи, сега, кога ќе тргнеш косо, ќе одиш во правец на оној ступ, на вториот, ондека со црвено. Гледаш, така? Добро, го гледа. Кога ќе ти кажам ја, тогаш ќе ја пребациш тежината на предна нога и ќе завртиш. Тоа е глупост уствари, ќе пребациш тежината на предната нога, даската ќе тргне надолу и ти ќе се свртиш на другата страна, да го погледнеш оној плавиот ступ, вториот на женска радост. Да речеме. Пример се ја видов некој. Уште некоја грешка, и нормално за грешките мора да измислиме рецепт, тоест трик како ќе ги коригирате. Ајде уште некоја грешка. За грешка него како ќе се коригира, обично сум им кажувал дека треба да покажува со раката, затоа што многу е полесно да знае кај да гледа кога покажува. Да. Му кажам, демек пратија раката или покажува на десна, и автоматски ти се врти на таа страна кај што треба да покажува ствари со раката. Дали некогаш ти се случило, например, он покажува, ама не може да погледне, затоа што не знам дали ме гледате, затоа што рамото главата ми е напикана у рамо. Ама нели секогаш идеше рамо колено покажано, така да, ама еве, јас сум имал случај. Еве вака. Он сака да гледа, не може. Еве вака, му иде главата и му застанува тука. Тоа е затоа што не е изротирано, и кога е изротирано ти можеш да отвориш и да погледнеш. Значи кога не е изротиран горниот дел од телото. Тоа е, да речеме, она усукување кое што не ги прати, не ја прати даската. Океј, добро, ова беше кратко интермецо. Уште една најчеста грешка, а потоа и цаките како да ги отклоним, и тука се приближуваме кон крајот на денешнава сесија. Една грешка следна, добро, се тука која е слайдов ќе продолжам. Кога се оди назад, една од опциите е да му кажете да ја пушти раката кон врвот на даската. Значи една од вежбите за корекција за дефанзивната положба е да биде раката пуштена напред кон врвот на даската. Нормално за сите корекции, за сите грешки, многу голема улога има инструкторот, кој што јас најчесто како сум правил јас ќе извадам даската и сум тука со нив во центар на завојот, нормално од кога сум им покажал и така натаму. Значи прво го објаснувате, така беше методиката. Прво објаснувате, потоа покажувате, потоа асистирате, па оставате сами да пробаат и на крај вежбаат. 5 фази. Вака сега, ова е за да се одбрани од таа дефанзивна положба. Меѓутоа, некогаш се случува и ако му кажете тој да не може, пак навален наназад, раката ќе пушти вака напред. Ова е една од грешките. Дали знаете што тука се случува? Во фазата во која треба да направи основен завој, значи на првите вртења ова се случува. Проба да се сврти со... Ќе отиде на прсти.
Превентивно. Ама што прави? Тоа е пак исходот, вие го кажувате исходот. Значи, вие ја кажувате последицата. А што прави он, што е причината за да тоа се случи што го кажувате вие? Што не прави правилно? Каде греши? Која е грешката? Тежиштето му се губи, не му е веќе на средина. Да, тоа се гледа тука, да, ама не циљаме на ова, да, и тоа го прави, но овдека циљаме на нешто друго. Па се усукува со растем мисло да покажува. Да, значи прерано се усукува, значи прерано контраротација дава на горниот дел на телото, прерано влегува во завојот. Чи даската треба да тргне право надолу, па потоа синхронизирано. Тоа многу често они пребрзо сакаат да завртат и не успеваат. Тешко е, Елена, знам да се издржуваше малце, мали деца, све тоа, нека дојдат и они, нека слушаат, нека мафтаат, не е проблем никаков. И значи ете тука си пишува дека сакаат пребрзо да влезат во завојот. Што може да биде како решение за оваа, си пишува овдека, значи да ги натирате полека и завојот да трае, значи да биде поголем, да имаат време полека да ги разложат, значи доколку трае подолго, мозокот полесно процесира, доколку побрзо се случи, нема он време толку брзо да isprocesira, особено за почетник. Затоа кога ќе направи поголем завојот, ќе има време повеќе да мисли на своето тело. Кога е поголем завојот, тој е поспор и поспоро полесно се вежба, исто како за свирење гитара, клавир и така натаму. Не може со лажи одма да ги свирите брзо, мора полека. Дали некој знае што е оваа грешка? Ова е исто така една од грешките. А вие ги гледате убаво или не сум изгледал од F5? Добре. Ова е тоа усукување, значи на горниот дел од телото. Многу луѓе го прават, особено кога ќе погледнете на нашите скелишта, го прават. Тоа е едно од претходните. Ама ја пошто стиснав F5 и избегав, сега ќе се вратам брзо. Пардон. Не сум тука. Тука сум. Еве. Што е ова? Даската му тргнала надоле, до тука супер стигнал и сега прави нешто што не е во ред. Иде со телото на напред. Тоа прави. Значи, влегува како за карвинг, бидејќи нема брзина, значи го пружа телото, го навалува, го накосува внатре во завојот. Многу е убаво тука ако инструкторот па не му дава да влезе, значи го држи исправен. Ете го, тоа се случува. Значи, leaning too far, значи се навалува во завојот. Океј. Значи, он вика дека треба да се исправат телото и грбот и колената. Тоа е да, меѓутоа е интересен момент кој што веќе како инструктори, значи може да влезете и паралелно да ги направите. Минатата сесија може да ја погледнете на YouTube, беа Бојан и Јован заедно и ни демонстрираа како инструкторот може да го сврти ученикот само околу себе. И тоа е многу добар метод. Значи, право му го местите телото, го вртите, он се чувствува убаво дека ве држи за рака, првите 2-3 вртења ги правите заедно. Океј, тоа беше накратко, јас не би должел повеќе. Морам да ви кажам дека оваа сесија беше многу по-динамична и многу по-квалитетно од другата. Ќе видите исто и на самите на видеата. Погледнете ги, овие се видеа кои што сум ги користел како материјал за скриншотовите. Таму стварно има некои добри вежби кои што немаме ние можност да ги пуштиме. Пробајте ги сами на себе кога ќе одите негде на снег. Јас ова сега ќе ви го испратам на Viber и тоа би било тоа. Само Боријан не е ставен, така Јован? Јован тука си? Ви пишуваше да му го пратите бројот? Му го пратив. Добро, Јован, дали си тука? Тука сум, да, имав проблем да го тргнам мјутот. Веднаш, ако си ми испратил бројче, ќе бидеш додаден. Тоа е тоа. Благодарам. Супер.
Нешто некој да сака да сподели, например, да праша како ова го истеравме, како замислувавте, дали ги исполнува вашите очекувања, дали сакате нешто друго, некоја идеја да имате? Се е супер. Одлично е. Нешто познато, нешто не. И така. Проблемот кај нас е тоа што за ние прв пат се соочуваме со онлайн предавање. Јас искрено не сум го предавал на некои часови сноуборд онлайн. Значи тука се замислувам така како на вас да ви ги објаснам вежбите како вие треба да го направите нештото и малце чудно мора да ми признам, па затоа би било добро ни дадете некаков фидбек дали во добар правец оди нашето објаснување. Да, кул беше, како што кажа Кире. Океј, благодарам. И може Кире да остан да се одјави, така да тоа е од мене. Значи, мене ми беше мило, пошто стварно дискутиравме со некои делови. Стварно дававте убави предлози, идеи, вака се гледаше дека пратите, што многу ме радува, мене лично. Зашто без везе и за тој што збори, да збори, нема никаков фидбек, знаеш, нема лик, нема гледам пише Бојан сега црно микрофонче пред шкртано и сака сите, ако се многу ми е, јас лично без везе би се осеќал. Не за тебе Бојан, не се љути, него општо зборувам. Океј, фала ви многу. Ќе ви испратам материјали и ќе тераме понатаму. Фала ти, Кире, фала. Поздрав. Фала, чао. Поздрав. Чао. И уште едно прашање. Може. Може. Како? Една среда треба да има пак вакво предавање? Види, значи ние и Филип ја направив грешка. Значи има некои што се за прв пат со лиценци и има некои што се за обнова. Меѓутоа овдека никој нема лиценца од мај. Сега приказката е дали некој до сега се соочил со оваа проблематика и дали некој прв пат се соочува. Меѓутоа мислам дека можеме да ги тераме да бидат групите поделени, пошто секако мислам дека е окей и за едните и за другите. Истите се материјалите, повторување, разговарање, не знам, еве дај предлог како, еве Драган ти што мислиш? Не, окей, затоа што прочитав така ми беше дали ќе има или ќе нема, тоа е многу. Значи истата сесија е со тоа што еве јавно признавам, па дури и се снима дека јас ја направив грешката. Меѓутоа не е многу страшна затоа што истата проблематика е, дури им предложив на некој што сакаат, ако сакаат дојдете уште еднаш да го слушнете. Не, окей, многу јасно беше цело. Ако ти одговара поише понеделник, среда. Ај ќе помислиме ние, па ќе кажеме нешто. Значи нема да бидеме строго, ако не можеш у понеделник, дој у среда, ако можеш у среда. Окей, онака само праша. Ако немаш што да преш, дој двата дена. Добре. Фала ти што се вклучуваше и така. И треба и поише да се вклучиш во целиот процес, не само овдека. Гадно време е многу. Искрено ти кажувам дека требаше да се вклучиш и минатата сезона и треба да ти искористиме добар бордер си, треба да го искористиш ти сам потенцијалот, треба да се вклучиш. Стварно ти давам вака ептена лал гази, немој да се устручаваш за било која варијанта, сме спремни да се договараме. Не, фала на си, фала на можност за почеток, па се надам се поише ќе доаѓам, така да ќе се прават комбинации. Само немој као влезот на Македонија у Европска унија, молим те, дај малце тоа побрзо да биде. Не, без проблем. Океј, ајде, се гледаме, дечки. Поздрав до сите.